Во суштина најголем дел од граѓаните во Македонија живеат за да ги задоволат основните потреби. Се останато е луксус. Перцепцијата на граѓаните дека најголем дел ги оставаат по маркетите. Има логика што ограничена е маржата само на некои основни продукти. Владата ако смета дека малотрговците нефер постапуваат, зошто таа не увезе стока или зошто таа не направи откупи без печалба нека ја пушти? Или дури нека оди со зијан владата. Зашто не влезе таа со интервентен увоз? Тоа е здрава конкуренција да направиш. А вака да видиме дали ќе можеш ти да спуштиш под одредена цена. Намалувањето, ограничувањето на маржите, практично денеска државниот пазарен инспекторат веќе е на терен, контролира дали се почитува мерката која што ја предложи владата. Интересно е што покрај тоа што ќе ги проверуваат цените, ќе проверуваат дали ќе стои оној надпис дека е тоа практично овозможено од владата, што е на некој начин бесплатна реклама за владата, што според мене е малце глупаво. Но да прокоментираме како вие гледате на ова ограничување на маржите, ќе ги решили проблемите на граѓаните, како ќе влијае на стопанството? Јас преби одел на интервентен увоз со страна на владата. Добро. Каде ќе се оди без марши на таков на здрав начин да се исконкурираат овие фирми. А со 10% маржа кај можат они да ги покријат трошоците со 10% маржа? Веќе немаш маркет кој не е климатизиран. Колку струја троши? Крадат муштери, крадат продавачи, крадат касирки, крадат магационери, сите по нешто. Сето роковите, она што е застарена стока, кај може тоа да се уклопи се од 10%? Ке имат загуба у субстанца. Добро, ма граѓаните, перцепцијата на граѓаните дека најголем дел од своите пари сепак ги трошат по маркетите. Ама нека ги трошат сега и тој. Затоа што па реално сега тој за да ти донесе нешто на рафтот да стави, тој мора да има печалба, како може со зиен ли ке работи? Не, неспорно, но перцепцијата кај граѓаните е дека овие големи маркети, ланци на маркети многу заработуваат. Многу често се говори за обртот кој што го имаат, кој што е во милиони. Не, ја немам таков впечаток. Ја немам таков впечаток. Вие ќе видите некои од големите наши ланци на крај на година 1,5 милиони, 2 има добивка. Тоа добивка ли е? Една дестабилизација, негативно работење 2 месеца, готово отиде во зиен. Не е тоа така. Ти да имаш 1000, 200, 1500 вработени и само 1,5 милиони да имаш добивка, тоа многу ли е? Као што дое короната, сеќавате кој беше? Да. Оде ли во дупка отоаш? Па предпоставувам дека одат во загуба, но веројатно кај нас, затоа кажувам дека перцепцијата на граѓаните, причината за тоа е тоа што ние зимаме плата сите, на крајот од месецот береме сметките дали можеме да го прогураме, а знаеме дека најголемиот дел од парите кои што сме ги оставиле во маркетите, пошто можеш да јадеш и да пиеш, и во суштина најголем дел од граѓаните во Македонија живеат за да ги задоволат основните потреби. Се останато е луксус и перцепцијата на граѓаните дека најголем дел ги оставаат по маркетите. Но со вас разговарав, тоа ми го кажавте и пред емисија, ве го спомнавте пак, добивката им е толку мала? Толку мала е добивката. Значи, башка со 10% не може да ги покријат они трошоците. Калирали стока, се расипували. Тоа што нема се продаде, истекол рокот. Има ли кражби? Значи не е така. Добро, ама има логика што, ограничена е маржата само на некои основни продукти кои што граѓаните морат, не се луксус. Дали можеби маркетите го прават тој приход, дали можеби од владата е пресметано дека маркетите го прават приходот не од тие основни добра, него тоа значи треба на други производи да ги качат. Ама таа не владата ако смета дека малотрговците нефер постапуваат, зошто таа не увезе стока или зошто таа не направи откупи без печалба нека ја пушти? Или дури нека оди со зијан владата? Зашто не влезе таа со интервентен увоз ако се стоките од увоз или? Тоа е здрава конкуренција да направиш. А вака да видиме дали ќе можеш ти да спуштиш под одредена цена. Па тоа практично и со Мечка сме го разговарале. Значи не е така. Ова е... Еве јас ги поставам овие прашања.
колку посто стоката се расипува? Колку посто истекува рок? Што е со кражбите? Трошоците растат. Имаме интересен коментар, еден од гледачите вели срамота е да се жалат маркетите, вели цените се исти како во Европа, а поевтини набавни имаат од ЕУ. Да ја отворите ги картите. Сега да у солуна грош со муна, до солуна 100 со муна. Ако производот од Европа до тука транспортот колку кошта? И најчесто тоа е кабаста стока, не е некоја тешка стока. Кај што цената превозот влијае многу на производот. Нашиот главен проблем е што ние немаме производство. Уништивме земјоделие, уништивме преработувачка индустрија, све уништивме. Тука е проблемот. И трошоците, транспортните трошоци многу влегуваат во цената на производот. Многу пати сум слушал за едно истражување кое што вели дека оваа територија на Македонија со ресурсите кои што ги има во земја, вода и нели сонце, сончева енергија, практично може да прехранува 50 на милиони луѓе. Како да не може 50 на милиони? Па зимуска минус 25-30, летоска плюс 50. Тоа не е добра клима за земјоделие. Нема да мислите дека тоа е идеална клима. Има многу подобри клими, кај што е поумерена климата. Добро, ама ако ги гледаме бројките со повеќе врнежи и така натаму. Пред 900. Што ќе соберат земјоделците сега ова лето? Што ќе собереш ова лето? Лоша реколта има. Татко ми во село насади компир, се вика, добре синко, ќе има за сите по една вреќа, за нас една, за вас, за сестра ти. Значи 30 на кило. За Дамјан ќе има една вреќа и толку. И аз ми вале по 5 вреќи за сите. Значи голема суша, не е така. Знаете од кој аспект го поставам на прашање? Поготово сега имаме ситуација во земјоделските производи, оваа година е неродна година, сушна година. Тоа значи количините ќе бидат помали, штом нешто го има помалку на пазарот, тоа ќе мора да му расте цената. Пред 91 година, па може би некои рани 2000-ти, Македонија произведувала многу повеќе храна него што произведува денес. Која мислите дека е причината? Како успеавме да го урнисаме до тој степен земјоделството? Како успеавме до тој степен? Не уништија другарите од Европа, ги тргнавме царините. Ти имаат, бидејќи се многу поголеми држави, и не уништи економијата на обемот. Имаат мала заработка, меѓутоа голема продажба. Многу милиони производи се продаваат и тогаш уништува се пред себе. Откако ги тргнавме царините со Европа, тука уништивме и за земјоделие. Кравите ги испоклавме. Вие слушате негде откуп за млекото, слушате негде млекопроизводители да штрекуваат. Јасковев министар, на пролет, кој ќе дојде пролет, април месец, кравите у лактација, зелено јадат, млеко колку сакаш, леле, ниска цената, откупот не иде. Сега никој не, пошто нема, си увезуваме. Добро, како да се бори македонскиот земјоделец со тие големи субвенции кои што ги дава Германија? Како да се спротистави македонската економија? Како ќе се спротиставиш ти? Затоа што веројатно цената на храната е висока и поради големиот увоз. Нашето земјоделие е раситнето. Второ, малку од површините се наводнуваат. Приносите не се такви. Кај нас најмногу до 6 тона, например, пченица има на хектар. Во Војводина имаш 9 до 12. И сега трошоците се исти, а приносот 50 на 100 поголем. Поголем. И нормално дека неговата цена е пониска. Ние секој сме, поготово кај житото сме биле конкурирани од бугарска, од украинска, од поготово српска пшеница. Баш кај поквалитетна. Вие кои ќе возите према Србија, гледате плантажи со пченка. Се прават силажи и пченка, тоа значи дека се одгледуваат добиток, свињи, бикови, друга живина и така натаму. Кај може да видите кај нас плантажи со пченка, за да се прават силажи. Значи ние грлом не водевме сметка за земјоделието. Добро, дел од гледачиве говорат дали го браниме крупниот капитал, таа е дебатата која што се води. Јас на пример не сум за дека треба да го браниме, зашто треба да го браниме крупниот капитал? Има луѓе со дуќанчиња што живеат. Ги гледате дека се милионери тие со дуќанчињата, грановчињата?
Не, знаете зашто? Не е така. Затоа говорам дека е работа на перцепција. Ја на пример не сум знаел дека овој голем ланец на маркети за кој што вие зборите дека има само 1.500.000 евра добивка на крајот од година. Стварно не сум го знаел затоа што имаше некоја анализа, мислам дека на порталот Пари, они имаат огромен обрт. Но веројатно расходите им се многу големи. Колку кај лебот е 7% маржата? Кај лебот е 7% маржата. Секоја планина има своја тежина. Јас гледам сопругата фирмата до пред 2 години, сите трошоци со плата, струи, вода и кири беше 400.000 денари, сега 800.000 денари. А прометот е дули помал. Кога спомнавте за трошоците, се сетив, тоа беше доста актуелна тема изминативе денови. Милош, ние мора да го заштитиме стопанството, ако стопанството ни рикне кај ќе се вработуваат луѓето. Што ние мора мерки да носиме со кои што стопанството ќе му даваме сила. Ако стопанството има сила, тоа значи дека ќе има проширена репродукција, тоа значи ако има проширена репродукција ќе отвара нови работни места. Ако стопанството ни рикне, што ќе правиме? Ќе зиеме од Маđарска и ќе ги вработуваме во администрација, тоа е нивниот концепт. Прво мора да биде стопанството. Прво мора да биде стопан. Дали бил крупен, дали ситен, дали сретен, не е битно. Секој да му створиме услови да работи. И да создава. Да ја потикнуваме преработувачката индустрија. Ја не гледам дека дадоа резултати овие, не знам, кредити, шо правеа оние. Па на крај тоа го искарикираа со магарињата од квадраци, како беше, како се еше фонд за иновации. Фонд за иновации, да. Нити се виде фонд за иновации, нити бутур. Па добро, фондот за иновации имаше сериозен проблем. Колку фабрики имаме ние во Македонија што имаат блиски до тогашната власт? Колку фабрики имаме ние во Македонија што имаат над 20 милиона евра инвестиции? Тоа на прсти се бројат. Ова не инвестиции, извоз. Извоз. Се јава нов проблем. Тие што имале кореспондентски односи, трговски односи со Австралија, сега веќе не може. Некни сретнав еден пријател кој што има сушено овоз, ќе вика голем пласман имав за Австралија, ми откажа 5 месеца, од месец и пол сега бродот патува 5 месеца. Поради затворањето на Поради хутите. На хутите, да. Вртат по други рути 5 месеца и автоматски станува многу скапо, ми откажа, вика ќе мора да прекинеме, не може, ова цената е неиздржлива. Војната Украина си го прави своето. Војната на Блискиот Исток си го прави своето. Овие блокади од кутите си го прави своето. Значи сите работат со потешкоти. Добро, вие имате искуство. Ај вака да го прашам ја Мицковски, како бе не се сети банките да им ги ограничи маржите? Не, банките сега ќе го делат, ќе ја делат унгарската милиарда. Еве отворам прашање. Ај нека видат сега граѓани за првите 6 месеца која банка колку има добивка. Да ти блокира и да ти деблокира сметка 2000 колку 40-50 евра зимаат. Да, уставен гуки на оној закон за извршителите. Со кој што практично застаруваше долгот. Не. Така? Така е. Ајде да видиме како не се сети да ги ограничи банките. Како не се сети да ги ограничи банките, тие што најмногу заработуваат? Ама од маđарската милиарда највеќе не знам, еве најголем маркет колку се кај нас, Кам, Тинекс, не знам мој. Ајде извадете, еве, тоа е јавно достапно, не сум проверил. Александра провери. Ај проверете да видите. Ајде да видиме, не знам, еве. Наш најголем ланец на маркети е Тинекс, Веро, Кам маркети. Ајде отворете нив и видете Стопанска банка, Комерцијална банка, Тутуска банка. Ајде да видиме. И све ќе биде јасно. Да споредиме едните колку имаат вработени, колку имаат другите. Како не се сети таму да ограничи? Како не се сети да ги ограничи цената на становите? Левица имаше предлог за рентата, за кириите на становите да се Тоа го има на запад. Да, кој ќе влезе некој кај вас под кирија, вие само за степенот на инфлацијата може да му зголемувате кирија во текот на Молим? Да, слободно. Ке ни ги прати бројките. Да. Само за и ако останете 30 години во станот, може да ви го зголемува само за цената на инфлацијата. Не може да зголемува колку сака. Но јас викам зашто цената на становите да не се. Знаете ли дека во Карпош дојде стан 2600 евра? Кога бре нашите деца ќе купат станови? Што не се зафатат со тие работи да ги ограничат. Тинекс има
купен приход Не приход, не, добивка. добро, ќе направиме разлика. Купен приход има од 6 милиарди, а вкупен Тоа е 100 расход милиона евра. од 5 милиарди 947 И колку е милион евра добивка? милион, да. Што ви зборам јас? Да. Ти си имам 1200 вработени. Ајде да видиме комерцијална банка колку има. Ајде, тоа е најголемиот мар. Ај комерцијална банка да видиме колку има добивка. Поверојатно некаде околу 300 вработени. Што? Видете комерцијална колку има. Без 50 милиона не е. Не, колку има вработени, некаде околу 300. Не, над 1000 е. Над 1000 вработени. Ај стопанска да видиме, ај тутунска да видиме, ај кој сакате банки види. Како таму не се сети. Интересно е многу што кредитот од Унгарија, тие 250 милиони евра кои што ќе бидат наменети за стопанството, нема да одат директно преку Македонска банка за обнова и развој или преку државата да се пласираат на стопанството, туку ќе одат со медиатор, односно со приватните банки. Значи стопанска банка, тутунска банка практично ќе ги пласираат како своји кредити парите Ама добро кои и што ризикот го преземаат. За ненаплатените кредити они го преземаат и Ама ризикот. државата секако ќе треба да ги врати тие средства. Она ќе ги врати, ама треба некој не за да ги врати. Комерцијална банка ако земе пари од овој унгарскиот кредит, дали не се ќе вратат или не, она мора да ги врати на владата, па владата да врати на овие на маđарите. Добро, ама банкарскиот сектор во Македонија е, можеме слободно да кажеме дека е најстабилен и најстабилен е пред се поради тоа што пласираат кредити со многу мал ризик и немаат голема изложеност. Види, и гробарите ќе бидат најстабилни ако ти опнат 5000 евра погреб. И не смеш да го закопаш кај сакаш, да мораш да го носиш у бутил, ќе бидат најстабилна фирма.